Почитувани, денеска сум овде пред Државната комисија за спречување корупција да поднесам представка. Практично ќе им дадеме можност на ДКСК да се поправат и наместо да потклекнат под политички притисок за аферата Броило, во чие што средина се наоѓа дезертирот Ковачевски, да ги согледаат фактите и да донесат одлука врз основа на закон. Залудни им се сите обиди да го амнестираат премиерот, кога тој потоа излегува на емисија и признава дека во време додека бил заменик министер за финансии, исплаќана е државна помош на фирма основана од него, а сега водена од неговиот кум Pixel Group. Но да почнеме со ред и полека, за да може ДКСК да разбере. Ковачевски и неговиот кум ја основаат Pixel Group 5 месеци откако СДС формира влада во 2017 година. Од тука почнува аферата Броило и со создавањето на соларниот картел кој досега е влезен во бизниси од над 26 милиони евра. За само една година Pixel Group гради фабрика за изработка на фотоволтаични панели. Во истиот период КМГ, ЕОЛ Квазар, собственост на кумот на Ковачевски, добива државни тендери во висина од 2 милиони евра. И тоа за поставување на соларни панели кои ги прави Pixel Group. Од тука почнуваат сомнежите за злосторничко здружување. Ковачевски станува заменик министер за финансии, а КМГ ЕОЛ Квазар склучува договор со Евана од над 2 милиони евра. Повторно за монтирање на фотоволтаични панели, која самата не ги изработува, туку ги изработува Pixel Group основана од Ковачевски. Тргувањето со влијание е впечатливо. Ковачевски станува премиер во јануари 2022 година. 4 месеца подоцна во Бугарија се отвара фирма од бугарски граѓани под името Solar Horizon. Во август 2022 бугарската фирма доаѓа во Македонија и заедно со Pixel Group, основана од Ковачевски, почнуваат инвестиција во фабрика во Тирс, Тетово во вредност од 54 милиони евра. И во целиот овој период од 5 години, Pixel Group на Ковачевски добива државна помош и во време кога Ковачевски е заменик министер за финансии, факти кои самиот тој ги признава. Но и во време додека е мандатар за избор на нова влада, кога на Pixel Group и се префрлени над 200.000 евра. Дали се потребни уште докази? ДКСК да не подклекнува под политички притисок и да ги согледа фактите. Ја охрабруваме антикорупцијска да делува согласно закон. Ви благодарам. Ќе поднесете нови факти? Ќе ги поднесеме фактите со кои што располагаме во дадениот моменти кои што беа јавно објавени и ќе побараме од Државната комисија за спречување на корупција да ги утврди овие факти и ја охрабруваме уште еднашка затоа што исплаќана е државна помош, тие факти ги гледаат сите, станува збор за блиско лице и тоа на начинот на кој што е регулирано и во самите упатства од страна на ДКСК. Под блиско лице се подразбира секој лице од кое што имате финансиски интерес. Финансискиот интерес помеѓу Ковачевски и неговиот кум Паунов Pixel Group е неспорна и докажана. Кога сме кај криминалот и корупцијата, Европската комисија денеска ќе објави извештајот за напредокот на Македонија, каде се наведува дека има умерено подготвеност од страна на владата за борба против корупцијата. Зошто мислите дека има застој во ова? Не само ние, општиот впечаток на целата јавност дека Македонија потфрлува во борбата со корупција. Видовме дека имаме катастрофални резултати кога станува збор за корупцијата, кога станува збор за перцепцијата на корупција. Декларативните наводи за борба против корупцијата мора да бидат подкрепени со соодветни реакции од институциите. Ќе ве потсетам дека еден од аргументите со кои што тие најавуваат дека ќе се справат со корупцијата беше и така наречениот етички кодекс со кој што го подпиша во рамките на владата и оние кои што се дел од извршната власт. Меѓутоа таму јасно вели дека оние кои што се дел од извршната власт треба да работат за јавниот интерес, а не за свој личен интерес или интерес на блиски лица. Од аферата Броило гледаме дека токму спротивно се случува за жал во нашата влада и затоа уште еднашка ја охрабруваме ДКСК и сметаме дека само силниот одговор на институциите кои што ќе ги заштитат граѓаните е вистинскиот начин да се бориме против корупција. Во владата дури
имавме и функција заменик вице-премиер за борба против корупција, веќе оваа функција не се вика така, се вика за добро овладење. Дали е исполнето? Еве гледате каква една афера ја тресе владата, станува збор за она што е парадоксално. Владата во оставка, еден од аспектите од целата афера броило, владата во оставка во еден ден, 2 дена после изборот на мандатар практично на Ковачевски, после 27.12, на 29.12.2020, само 2 дена пред Нова година, исплаќа над 12,5 милиони денари државна помош на фирма основана од новиот мандатар. Зошто владата смета дека може да остане глува на ваквите облици на корупција? Зошто институциите сметаат и од владата сметаат дека граѓаните нема да дознаат вистината? Останува на нив. Остануваат фактите дека станува збор за сериозни сомнежи за засторничко здружување и затоа е важно во вакви кризни времиња да имаме силна реакција од институциите. Во извештајот на Европската комисија се наведува исто така дека се потребни да продолжуваат измените во изборниот законник и во изборната регулатива. Дали како ВМРО ДПМН ќе иницирате нешто во следниот период, бидејќи гледаме дека реформите се пред многу време почнати и не се никаде досега? Така, меѓутоа кога станува збор за извештајот кој што го споменувате, да оставиме најпрвин да стигне извештајот, да го погледаме, да ги видиме кои насоки се дадени. Знаете дека ние сме отворени за тој процес, меѓутоа пред да споделиме некои други коментари, да оставиме да го видиме извештајот и да видиме кои недостатоци се нотирани во него. Ви благодарам.